Контроверзниот и штетен втор протокол со Бугарија не е наведен во преговарачката рамка со Европската Унија со негово целосно име, како посебен документ или правен акт. Во неа никаде не пишува дека вториот протокол од 17 јули 2022 година е составен дел од преговарачката рамка. Тој документ не е приложен кон рамката, не е наведен како незин анекс и не е посочен како посебен правен акт што Македонија е должна да го исполнува во текот на преговорите. Тоа никој никогаш не го спорел, но проблемот е тоа што минатата влада на СДС Минадуи, на барање на Бугарија, дозволила тој скришум да биде пикнат во политичкиот дел. На 17 јули се подпишува овој втор протокол. На 18 јули веќе Советот на Европската Унија го одобрува преговарачката рамка, а веќе на 18 јули истата година, значи се одржува првата меѓувладина конференција помеѓу Македонија и Бугарија. Очигледно станува збор за три поврзани, неслучајни настани. Едноставно би рекол се работи за делови од еден ист политички пакет на кој што нашите премолчено дозволувале да се направи ваква штета на македонскиот народ. И протоколот не ни може официјално да биде дел од рамката или да има правно дејство, затоа што не е ратификуван во Македонското собрание, ниту пак е формализиран во преговарачката рамка со Европската Унија. Но обврските што произлегуваат за земјава од него, сепак се камен на сопнување во евроинтеграцијскиот процес на Македонија. Со протоколот кој од наша страна беше прифатен од тогашниот министер за надворешни работи Бујар Османи, се бара внесување на резултатите од работата на Историската комисија во наставните програми, учебниците, наставните материјали, музеите, спомениците, информативните табли и јавните електронски бази на Македонија. Вториот протокол, иако во јавноста беше прикажан како најобичен записник, односно евиденција од една одржана седница на меѓувладина комисија, тој за жал содржи многу голем број на нови обврски за нашата држава, кои што се навистина штетни. Професорот Кекеновски смета дека на два начини можеме да се справуваме со штетата направена од минатата влада. Во директни преговори да им укажеме на европските партнери за штетните делови од преговарачката рамка или со оспорување на вториот протокол и целата постапка од преговорите пред Уставниот суд.